Недоволна координација и грешка која не треба да се повтори. Со овие зборови пратениците се правдаа за тоа што на вчерашната седница на Собранието не ги изгласаа препораките на Народниот правобранител за подобрување на состојбата со човековите права и слободи во Македонија. Мислам дека тоа беше грешка, која што ја признаваме и за која што еве јас лично се извинувам на јавноста. Веќе денеска заклучоците се повторно влезени во процедура во парламентот и ќе бидат предмет на Комисијата на политички систем и повторно ќе се вратат во собранска процедура. Претходно биле усвоени заклучоците на Комисијата за политички систем, што значи политички не се работи за проблем, се работи за грешка и во која вина имаме сите, вина и одговорност имаме сите, најмногу се разбира ние од мнозинството. Тоа беше пропуст на целата пратеничка група. Некои од нас беа оправдано одсутни, некои од нас беа неоправдано одсутни, но без разлика на крајот од денот требаше да го обезбедиме мнозинството гласови кој што беше потребно. Како што мојата колешка спомна, не станува збор за политички проблем, за несогласување помеѓу внатре во коалицијските партнери помеѓу власта и опозицијата, туку едноставно се деси пропуст и во моментот кога требаше да бидеме не бевме во сала. Тоа не сме да се повтори, верувам дека нема да се повтори. За подобрување на човековите права и слободи нагласале пратениците и од власта и од опозицијата, како на пример Али Ахмети, Амди Бајрам, Павле Богоевски, Томислав Тунтев, Диме Велковски, Артан Груби, Зоран Илиевски, Ивана Туфекџич, Стево Пендаровски и други. Дел од овие пратеници не присуствувале на седницата и велат дека имаат оправдување за тоа. Против препораките гласале Мицевски Никола, Митова Слагјана, Ѓоршиевски Зоран, додека пратеникот Владимир Ѓорчев гласал воздржан. Нова ТВ денеска и телефонски и во канцеларија на Собранието го побара Ѓорчев за објаснување зошто гласал воздржан, но тој не одговори на нашите повици, ниту пак беше присутен во Собранието. Пратениците ветуваат дека ова нема да се повтори и дека денеска ќе поправат направената грешка. Имавме средба координаторите на пратеничките групи. Вчера тоа што се случи е технички пропуст, значи беше спинувано и на, како да кажам, на еден груп начин беше повредена вистината. Се работеше за технички пропуст затоа што во моментот во салата имаше доволен број пратеници, меѓутоа сите не гласа. Се работи за технички пропуст затоа што во моментот сите присутни кои беа пратеници во салата не го притиснале копчето, не гласале. Меѓутоа нема начин како тоа да се врати. Тоа ни беше објаснато од страна на претседателот и ние овој технички пропуск ќе го решиме на тој начин што како координатори на најголемите пратенички групи се договоривме уште еднаш да поминеме низ текстот и како наш предлог да го доставиме до Собранието затоа што сметаме сите, значи без исклучок, дека е многу битно да се држиме до препораките на Прибе во однос на почитувањето на човековите права и слободи и дека ќе направиме се што е во нашите можности тоа да повторно биде актуелно и поставено пред Собранието. Се работи за недоразбирање кое денеска веќе го надминавме. Знаете, имавме набиена агенда и не можевме. Сите пратенички групи на денешната координација дадоа зелено светло за да се надмене оваа состојба, односно да се најде модус да се изгласа оваа точка. Очигледно станува збор за недоволна координација во Собранието. Овие препораки едногласно поминаа на комисијата и нема причина да не се изгласаат повторно. Ако е грешка, ќе биде исправена. Народниот правобранител Иџет Мемети на денешната пресконференција не ја криеше разочараноста од народните избраници. Тој најави дека ќе побара владата на седница да ги изгласа овие мерки. Вчера Собранието на Република Македонија за жал не утврди мерки со кои ќе задолжи владата на Република Македонија да ги подобри состојбите со човековите слободи и права во многу области од општественото живење. Сметам дека Собранието не успева да ја одигра улогата што Уставот им го загарантира. Да е вистински законодавец и контролор на извршната власт. Апелирам до пратениците, таа улога да не ја испуштаат од рацете. Само така можеме да одиме напред и само така можеме да придонесеме во општеството.